Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Со интензивирањето на грејната сезона, секоја година во Гостивар расте загадувањето на воздухот. Здравјето на граѓаните страда. Одбележани 20 години од основањето на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Тетовци уживаа во фотографиите на Чкрап. Изложбата е подарок на градот по повод денот на неговото ослободување. Со интензивирањето на грејната сезона, секоја година во Гостивар расте загадувањето на воздухот. Здравјето на граѓаните страда, велат лекарите и советуваат во периодите кога има аерозагадување да се носат маски и на отворено. Секоја грејна сезона гостиварци се борат со загаден воздух. Мерните станици покажуваат зголемени вредности на PM10 честички, кои што се штетни и го погодуваат човековото здравје. Аерозагадувањето е најизразено во доцните попладневни и во вечерните часови. Лекарите велат дека загадениот воздух е голем ризик за луѓето и фактор кој може да доведе до многу болести. На најголем удар се белите дробови и кардиоваскуларниот систем. Системи што се изложени се респираторниот систем и кардиоваскуларниот систем. Значи, пред се директно оштетување доаѓа до оштетување на белите дробови, најповеќе поради честичките, PM2,5 честичките, кои може да навлезат во подолните дишни патишта и така да предизвикуваат оштетување на белите дробови и да предат во крвотокот и со тоа оштетување доаѓа на самите крвни садови и на срцевиот орган. Што значи дека примарни цели на загадувањето се белите дробови, срцето и крвните садови. Истражувањата покажале дека има поврзаност меѓу изложеноста на контаминиран воздух и ракот на белите дробови, со оглед дека штетните честички се многу мали и може да стигнат најдлабоко во дишните органи. Последните истражувања на меѓународните организации за канцер зборуваат дека од 2013 година, значи надворешното аерозагадување е класифицирано како канцерогено за човекот. Тоа е заклучено врз основа на многу истражувања кои докажуваат, кои имаат причинителна поврзаност помеѓу аерозагадувањето и пред се карциномот на белите дробови. Маските што станаа наше секојдневие поради ковид пандемијата може да послужат и како заштита од аерозагаденоста. Лекарите советуваат во периоди кога има високо ниво на опасни честички, граѓаните да носат маски и на отворено. Да, маските како што штитат од COVID-19, што е во пандемијата, исто така маските штитат и од штетните честички што влегуваат во нашиот организам. Така да во тие периоди кога што има поголема аерозагадување, добро би било и во надворешната средина да се носат маски, поради тоа да се спречи влегувањето, самото влегување на овие честички. Затоа што значи истражувањето во последните 2 години што се направени покажуваат дека има поврзаност помеѓу зголемувањето на смртноста од COVID-19 со аерозагадувањето. Негде околу 15 до 20% е зголемена смртност од COVID-19 за време на деновите на аерозагадувањето. Од мерењата на станицата во Гостивар, што ја менаџира Министерството за животна средина, се гледа дека во ноември, речиси секој ден, имало надминување на средната концентрација на PM10 честички. Најзагадено било на 17 ноември, со двојно покачени вредности. Се одбележаа 20 години од формирањето на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Присуствуваа и министерката за образование и наука Мила Царовска, како и амбасадорката на САД во земјава Кейт Брнс.
20 години постоење на еден од најреномираните универзитети, Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Вчера во амфитеатарот Алајдин Абази на универзитетскиот кампус се одбележа годишнината на која учествуваа бројни видни личности, меѓу кои министерката за образование и наука Мила Царовска, како и амбасадорката на САД во Македонија Кейт Брнс. На присутните се обрати ректорот професор доктор Абдулменав Беџети, како и професор доктор Пол Фостер, кому му беше врачена наградата доктор хонорис кауза. Драги пријатели, јас сум среќен да пак да бидам тука во Македонија и во Тетово. Патував долго за да бидам тука денес да ви помогнам да прославите 20 години од Штуловиот универзитет. Трогнат сум за добиената награда и секогаш сакам да потенцирам дека нема јас во зборот тим. Големо е задоволството да се биде тука, сите да сме заедно горди на успесите на универзитетот. Обележуваме 20 години од основањето на првиот универзитет во Северна Македонија формиран преку уникатен модел на јавно-приватно партнерство, кој за многу кратко време потоа се покажа како исклучително ефикасен и успешен модел за функционирање на оваа првична идеја. Институцијата од самиот почеток понуди квалитетна и современа настава, добар наставен кадар, модерна инфраструктура, услови за наука и истражување, привлече многу студенти, не само од нашата држава, туку од земјите во регионот. Континуирано растеше до денес, се развиваше и прерасна во регионално препознатлив центар за академска едукација и продуцирање на научно-истражувачка дејност. Од денешен аспект може да кажеме дека Универзитетот на Југоисточна Европа е наша национална гордост. Зад себе има многу создадени генерации на студенти кои веќе успешно се вклучени, па дури и ги предводат процесите во сите општествени сфери и сегменти. Генерации кои работат и имаат придонес на полето на образование, полето на наука, политика, развој на технологија и така натаму. Поради антиковид мерките, целата церемонија беше снимена и дистрибуирана до сите медиуми. Фотогрупата Чкрапија одржа годишната изложба во просториите на музеј на град Тетово, поранешна Дом на Арама. Изложба која што велат е подарок за градот Тетово на денот на неговото ослободување 19 ноември. Своје учество има 11 фотографии. 11 фотографи и 20 фотографии. Фотогрупата Чкрапија отвори годишната изложба синоќа во просториите на музејот на град Тетово, поранешен Дом на Арама. Како и секогаш доста посетена од љубителите на фотографијата, изложбата беше отворена во 20 часот. Александра Новеска, која долги години е дел од фотогрупата, истакна дека целта е да се представат самите фотографи и нивниот стил, бидејќи темата секоја година е слободна. Треба фотографите да представуваат тоа што они го работеле во претходната измината година. Значи од последната изложба минатата година на Чкрап до денес се представуваат нивниот труд и работа во изминатата година, затоа еднаш годишно правиме изложба. И оваа изложба е многу значајна за нас затоа што е 18-та поред, значи нашата фотогрупа Чкрап слави 18 години, односно полнолетство. И меѓу другото, затоа одлучивме оваа година да ја славиме баш на 19 ноември, денот на ослободување на Тетово, инаку ја славевме обично, па да, тоа е прослава затоа што е нели роден ден. И одржувавме секоја година во очи празникот 11 октомври, значи на 10 октомври секоја година, ама годинава нашето полнолетство решивме да го поклониме на нашиот град и затоа токму на 19 ноември, нели, кога Тетово слободен, решивме да му поклониме изложбата. Низ фотогрупата Чкрап поминале 100 членови, а во моментов најактивни се околу 15 на фотографи. Нивните фотографии често се и дел од други изложби, а она што сите ги поврзува е големата љубов кон фотографијата и слободата во изразувањето. Светот се соочува со климатски промени и последици од истите. Аерозагадувањето е застапено на повеќе места во светот, меѓу кои во голема мера и во нашата земја. На завршната конференција за климатските промени во Глазгов се утврди ставот дека светот треба да го забрза темпото на климатските активности.
На завршената конференција за климатски промени во рамки на Обединетите нации беше финализиран Парискиот договор. Завршни точки на конференцијата беа глобален договор за забрзување на климатската акција во рамките на оваа деценија. За прв пат КОП ги усогласи позициите за постепено укинување на енергијата од јаглен, а климатскиот пакт од Глазгов предвидува 2 години дипломатија и зголемување на амбициите. Климатскиот пакт од Глазгов ќе го забрза темпото на климатските активности. Сите земји се согласија да ги ревидираат и зајакнат своите тековни цели за емисиите до 2030 година, познати како национално определен придонес во 2022 година. Ова ќе биде комбинирано со годишната политичка тркалезна маса за разгледување на глобалниот извештај за напредокот и лидерскиот самит во 2023. И за прв пат, слушајќи ги повиците од граѓанското општество и земјите кои се најранливи на климатските влијанија, КОП постигна договор за акцијата за постепено укинување на фосилните горива. Исто така имаше заложби за значително зголемување на финансиската поддршка преку Фондот за адаптација, земајќи предвид дека развиените земји беа повикани да ја удвојат својата поддршка за земјите во развој до 2025 година. Работата се фокусираше на краткорочното намалување на емисиите за ограничување на порастот на температурата до 1,5 степени, преку мобилизирање на јавните и приватните финансиери и поддршка на заедниците во прилагодувањето на влијанијата врз климата. Кога Обединетото кралство се зафати со КОП-26 во партнерство со Италија пред речиси 2 години, само 30% од светот беше покриен со нулта емисија. Оваа бројка сега е околу 90%. Во истиот период 154 страни поднесоа нови национални цели, што представува 80% од глобалните емисии. Председателството на Обединетото кралство исто така беше фокусирано на поттикнување на акција за намалување на емисиите. Премиерот на Велика Британија Борис Џонсон го поздрави историскиот договор усвоен на КОП-26, со кој се одржува во живот целта за ограничување на глобалното затоплување на 1,5 степени под услов земјите да продолжат да преземаат амбициозни акции во текот на следната деценија. Има уште многу да се направи во наредните години, но денешниот договор е голем чекор напред и клучно е тоа што го имаме првиот меѓународен договор за постепено укинување на јагленот и патоказ за ограничување на глобалното затоплување на 1,5 степени, истакна Џонсон. Сончево време ќе се задржи уште утре, а од понеделник се очекува на облачување и можни врнежи од дожд, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Во утринските часови во Полошкиот регион ќе се задржи свежо време со услови за појава на слаба магла. Утринската температура ќе биде околу -1 степен, меѓутоа во текот на денот ќе преовладува сончево време со температура околу 13 степен. Веќе од понеделник облачностите се зголеми, па во текот на следните денови времето ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд, кои што ќе бидат со повремено и умерен интензитет. Утринските температури ќе бидат во покачување и ќе бидат позитивни, додека дневните ќе бидат без поголеми промени. Повеќе врнежи се очекуваат во понеделник. Председателот на владата Зоран Заев по средбата со лидерот на Алтернатива на пресконференција изјави дека во вторник ќе го свика Централниот одбор на СДСМ за да му биде потврдена оставката и со тоа како што додаде актуелниот председател да почне постапката за избор на нов председател на партијата и мандатар на владата. Како што знаете, на Централниот одбор беше потврдено и добив задача заедно јас и раководството на СДСМ да продолжиме разговорите за да обезбедиме парламентарно мнозинство, да биде стабилно и ако може да расте. И јас работам на таа тема. Секако стојам на мојата јавна објава за поднесувањето на оставките и од председател на СДСМ и од председател на владата. Веднаш штом ќе биде на некој начин осигурано парламентарното мнозинство, веднаш ќе се и практично достават самите оставки соодветно до институциите. Ние од страна на Социјалдемократскиот сојуз сме подготвени да ги адресираме сите овие прашања и секако ќе очекуваме од партнерите да ги адресираат сите овие прашања. Зборам и за програмско-политичките определби и за кадровските определби во делот на споделување на одговорноста во евентуално нова влада заедно со Алтернатива, но допрва предстојат процеси пред нас за кои што треба да разговараме.
Од тој аспект, затоа и денеска трае подолго разговорите, значи се отворија по неколку проблематики за кои што останува за време на викендот, почетокот на следната недела, да размислиме и ние, да размислат нормално и алтернатива. Ние ќе имаме дискусии кај нас во СДСМ, но јас ќе разговарам и со партнерите за сите овие позиции на алтернатива, се со конечна цел да рефлектира нашата покана. Нашата покана е со конечна цел алтернатива да биде составен дел на владата, пред се заради тоа што мислиме дека треба да го држиме и да го зголемиме парламентарното мнозинство. Таргетот пред нас е редовни избори, не воредни парламентарни избори. Верувам и алтернатива и СДСМ и другите партии може да дадат избори и никој не може да каже кој ќе победи на тие избори, но дефинитивно за граѓаните и за економијата честно е да оставиме 2,5 години отворен период да се сработи нешто кое што исклучиво ќе носи интерес на сите граѓани во Република Северна Македонија, така и на државата. Во продолжение детали од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 10 часот во СВР Тетово 29 годишен жител на Гостиварско село пријавил дека бил измамен од друго лице од Тетово. Според пријавеното на 17.11 во 9 часот со него се договориле да го продаде неговото возило, пошто на пријавителот за услуга му биле побарани пари кои тој ги дал. Како што е пријавено, кога пристигнал во Тетово на договореното место за да го продаде возилото, не нашол никого, пошто сватил дека е измамен, се преземаат мерки за расчистување на случајот. На 18 ноември во 22 часот во Тетово полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 20-годишникот Косово, затоа што по извршена проверка било констатирано дека има нерегулиран и непријавен престој во државата. Лицето е предадено на полициски службеници оделение за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија за понатамошна постапка. СВР Тетово поднесе кривична пријава и против 20-годишникот Тетово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста. На 25.10.2021 на улица Борис Кидрич пријавениот се обидел да удри полициски службеници со патничко возило Пасат кое го управувал. Во текот на вчерашниот ден Министерството за внатрешни работи спроведе зајакната акцијска контрола за санкционирање на возила кои непрописно пристигнуваат на територијата на Македонија, при што санкционирани се 74 возачи. Од нив 34 биле на територијата на СВР Тетово. Заселените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта, потенцираат надлежните.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.